Во 1972 година тогашна Југославија се соочи со епидемија на вариола вера. Се носеа одлуки за ограничување на движењето, карантин, а подоцна и за задолжителна вакцинација. Прва фаза битке, масовна вакцинација по пунктовима е у току. Колоне пристижу на места за вакцинацију, која се формирају по потреби по домовима здравља, установама, школама, касарнама, у градовима и селима. 49 години подоцна, речи се идентични сцени во Белград. Луѓе од различни краишта на некогашната федерација чекаат во ред за да примат вакцина, овој пат против COVID-19. Из бивше Југославија а има из Румунија, чак и из Немачки. Нема вакцини, овде се пружи прилика така да гледаме да искористиме. 360 степени од терен изворно ги пренесува сликата, но и личното искуство по одлуката на Србија да се отвори за вакцинација на заинтересирани од соседните земји. Во саботата рано наутро пред крајот на полицискиот час тргнавме за да ги пречекаме првите патници на граничниот премин Табановце. Со изгреј сонцето почна и гужвата. По влезот во Србија, сите патишта водеа кон Ниш и Белград, а во Белград кон Белградскиот саем. Се бараше паркинг место повеќе за автомобилите, комбињата и автобусите со македонски, босански, хрватски регистарски таблички. Не требаше многу време за да се создаде вравулица. Кога дојдовте? Во 9:15. Што знам, уште малку 2 сата. Супер, данас е лијепо за чекање, љепота. Лепо време се погодило. Лијепо време се погодило и супер, свака част на ово, нема šta друго се каже. Јел имате термин или? Имамо заказан термин. За? За 15 до 1, ali stićemo. Сте пуно чекали? Pa evo, pola 1 do 3, eto, 2 sata, nije strašno. Има ли термин или? Imao termin, bio prijavljen, sve, dobio termin za pola 1, međutim gužve su strašne, ostalo, ali nije strašno, 2 sata. Вакцинацијата се вршеше во 2 сали, 3 и 11. Подготвеноста да се чека и по неколку часа на нозе и покрај долгиот пат до Белград, граѓаните ја правдаа со неизвестноста со вакцинација во нивните земји. Zato što nemamo vakcinu i u biti realno i ove vakcine, ovo malo što dođe, najbitnije je da prime medicinski radnici, mislim, to je najvažnije. Мислам дека, како што знаеме и во спортот во прво полувреме многу добро да играме, во второ да потфрлиме. Мислам дека така беше ситуацијава сега што се уште еве другиве земји тука барем почнаа полека да вакцинираат, а за жал ние уште касниме. Zahvala vladi Srbije što nam je omogućila ovo već kad vlada u Bosni nije. Jako mi se sviđa što će biti svi vakcinisani koji žele, zato što će to biti dobro za sve. Ja mislim da je to dobro. A sad ako neko misli da je loše, onda to nije dobro. Jer je mnogo bolje da se što više ljudi vakciniše. По известно време, на редиците не им се гледаше крајот. Причината беше што освен граѓани со уреден повик за вакцинација од српските здравствени власти, пристигнуваа и луѓе што воопшто немаа термин. Da, došao sam, ali nisam najavljen. Nenajavljeno zbog... Čuo sam da može AstraZeneca da se dobije i eto zbog toga. Mislim da su sve vakcine iste i da podhitno moramo svi da se vakcinišemo. I da vi kažem дека видов невидена гужва. Ова гужва е поопасна него било што друго. Така е. Ќе чекате ред? Јас не смем да чекам ред. Не. Овде не можам ни до вечер да завршам работа. Тоа значи дека ќе се враќате за Македонија без вакцина? Не, ќе видам. Em sam uzela slobodan dan sa posla da bi mogla da se vakcinišem i do večeras pitanje da li ću doći na red. Da li ćete opet da pokušate? Pa prijavit ću se još jedan puta i onda ću dići ruke. Mislim, ja drugog izbora nemam. Nema veze, nek dolaze ljudi iz inostranstva, meni to ne smeta. I treba da dođu iz regiona i sve to. Ali kad dovezu puno autobusa, mi čekamo tamo 3 sata, onda je stvarno sramota. Имаше и такви што се обидуваа да се протнат без воопшто да чекаат, во познат балкански стил. Jedino što me nerviraju svi ovi koji prolaze ovde preko reda. Eto, to je to. Времето за чекање се пополнуваше на различни начини, спортски активности, читање книга или дремка по долгиот пат.
Околу 14 часот дојде и мојот ред за вакцина. Ја пополнив апликацијата и се упатив кон пунктот. Idemo dalje, dobar dan. Dobar dan. Pres. Opet ti slikaš, ne, moj. Kabina 12. Kabina 12. Првиот разговор беше за здравствената состојба. Месец дана сте били нешто болесни, имали температуру, пили неки антибиотик. Nisam. Корона сте прележали? Nisam uopšte. U slučaju temperature, neki boli u mišićima s globovima glavobe, to su neki simptomi koji se najčešće javljaju, ti simptomi slični gripu. Koliko dana to traje? U suštini može i 5 dana da traje, ali unutar 2-3 dana će se to desiti i... Nakon vakcinacije ili? Jeste, nakon vakcinacije. Znači neće istog momenta krenuti, ali možda večeras krene pa... ili sutra. Од тука бев упатен да ги оставам моите лични податоци. Moram da dođem na revakcinu ovde u Beogradu ili mogu u Skopje? Ako bude u Skopju, mislim da može, jer su neki rekli, na primjer, bio nam juče neki iz Nemačke. I njemu su rekli, u slučaju da bude tamo, Astra da može u Nemačkoj, da se bez problema vakciniše, samo daš tu potvrdu, da se već vakcinisuje, ti to revakcina. Третиот и последен чекор беше примањето на вакцината AstraZeneca. Додека еден дел од граѓаните доаѓаа на себе седејќи одредено време по примената вакцина, други веднаш го напуштаа вакциналниот пункт, брзајќи да се вратат дома, а бројот на присутни како да не се намалуваше. Редици до недоглед во 16 часот, а тоа е времето кога е предвидено да затворат двата вакцинални пункта на Белградскиот саем. Иако според најавите на здравствените власти, нивното време ќе биде продолжено со работа до 20 часот, па дури и подоцна. Целта е што поголем број на граѓани кои се пристигнати од регионот да бидат вакцинирани со вакцината AstraZeneca. Официјалната статистика на МВР за изминатите 2 дена покажува дека во саботата 6106 лица влегле од Македонија во Србија, а во неделата 4113 или вкупно повеќе од 10.000 лица.